Добре ми дојде. Како си? Одлично, како сте вие? Фала многу на поканата. Вака со корона. Мора вака да биде. Така е. Да, здраво и од мене. Па би сакала да те прашам, јавноста те запозна како Борис, а сега те гледаме и слушаме како Рис Флауер. Дали има посебна причина за оваа промена и што значи Рис Флауер? Да, јас сум во музиката одамна, веќе можам да кажам дека една деценија застапен на македонската сцена во различни групи, во различни состави. Имам позади себе направено доста и оставено доста композиции, имам и албум авторски на македонски јазик, меѓутоа во 2019 започна една нова приказна каде што се споив со турски продуценти и со нив заедно започнавме да твориме и да работиме на еден нов проект. Целта ни беше една интернационална кариера и токму заради тоа сакавме да избереме име, односно псевдоним на проектот, и можам да кажам и мој личен псевдоним, кој што ќе го отсликува, ќе ме сликува мене, ќе го сликува тоа што го работиме и го одбравме Рис Флауер, бидејќи Рис Флауер е кратенка од и англиска транскрипција на Рис е кратенка од Борис, а Флауер е од Цветановски. Последно ни се појави со песната Fly to Berlin, која беше една од потенцијалните песни за Евровизија и прилично многу добро прифатена кај младите. Кажи ни како се случи оваа песна? Па Flying to Berlin е песна која што е направена пред 2 години, меѓутоа никогаш не е издадена. Таа песна беше во фиока и можам да кажам дека ја спремавме за да биде дел од албумот кој што е планиран за издавање во оваа година. Меѓутоа кога беше отворен конкурсот за Евровизија, решивме со тимот, ајде зошто да не аплицираме па да видиме што ќе се случи и така всушност ја аплициравме и така беше песната примена. Меѓутоа на прашањето како настана песната е, како што кажав, беше планирана за дел од албум, бидејќи песната е еден дел од една целосна приказна на песни кои што се поврзани една со друга. Ние направивме со тимот заедно, една, можам да кажам, компилација на 6 песни, кои што се со самите текстови и со самата музика се поврзани една во друга. И Flying to Berlin е песна која што опишува една приказна за еден карактер кој што очигледно треба да лета за Берлин и ги опишува настаните околу тоа, меѓутоа е дел од пошироката приказна од 6 композиции кој што ја раскажува приказната. Самата оваа мала приказност си има приказна голема сама по себе, така дали планираш да ја пресликаш во музички спот? Да, секако веќе се подготвува музички спот. Не само за Flying to Berlin, туку и за албумот кој што веќе го најавив. Се подготвуваат повеќе музички спотови, како и да можам слободно да кажам дека во март, односно поточно на ден 18 март, излегува големата верзија на песната, бидејќи ова верзија која што сите слушнавте и сите ја знаете е веќе скратена верзија и адаптирана за потребите на Евровизија, меѓутоа песната има поголема, проширена варијанта. Таа варијанта излегува на 18 март заедно со музички спот. А кој е твоето мислење за изборот за песна на Евровизија? Што се случи пред една недела?
Мислите за македонскиот избор? Да, да. Тука, така? Да. Јас сум позитивно изненаден од од тоа што беше оваа година отворен конкурс за општ конкурс. Тоа не се случуваше во изминатите години. Во изминатите години знаете дека беа избирани песни избирани само песни и пејачи од страна на комисија. Годинава беше отворен конкурс и имавме можност да аплицираме и јас сум среќен и благодарен што влево во тие 6 кандидати и мислам дека оваа година се случи позитивна работа на македонската сцена, заради тоа што млади, талентирани пејачи, артисти кои што работат континуирано во текот на годините, изминатите години, а кои што немале, да речам, ете така, шанса да се презентираат на пошироката јавност, Евровизија го дозволи тоа и ми се допаѓа тоа што сите 6 кандидати, сите 6 песни како композиции беа премногу различни стилски и токму мислам дека тоа беше клучот зашто оваа година беше Евровизија толку актуелна, заради тоа што стилот на песните беше допадлива за различни типови на публика и генерално имам позитивно мислење за оваа година. Да, како што спомна, имаш соработувано со турски продуценти. Кажи ми малку повеќе околу тоа како е искуството да се соработува со странски продукцијски куќи, со разликата помеѓу нашите и странските продукцијски куќи. Така. Да, ја работам со мојот тим од Турција, тоа се 20 еминентни продуценти, кои што веќе се мои пријатели, можам да ги кажам и со име, тоа се Мустафа Чамбазлар и Арикан Сиракаја. Заедно работиме во студиото Ари и тие со своите тимови на музичари, значи инструменталисти и така натаму, го создаваат овој проект. Ги прават, може да кажам, аранжманите и позадината и таа аудиопродукција. Во однос на прашањето како е да се соработува со странски продуценти, искрено, да, имам соработувано и со домашни продуценти. Видете, тоа е лично искуство, лично доживување. Едноставно мене ми се поклопија коцките да можам да работам и да едноставно имам заедничка идеја со тие луѓе. Во однос на условите, опремата и во однос на искуството, тоа е едно многу високо ниво на професионалци. Тоа се исто така луѓе со кои што студиото во кој што работам, луѓето со кои што работам се фактички соработници на најголемите турски звезди, како Таркан, како Сертап Еренер, турската победничка со, како беше песната, Everywhere That I Can. И Мустафа Сандал и така натаму, Истанбул оркестра исто снима во студио, така да висок степен на професионализам, можем да кажем. Да, предпоставувам дека музиката те привлекува уште од мали нозе. Дали настапуваше по дома уште од мал? Дали има некоја интересна случка? Да, има едно гитарче мало како дете, па на моите родители цело време им свирав. Да, има една случка кога на свадбата на војко ми и војна ми, тогаш да сум имал 3 години, додека музичарите правеле пауза, јас сум избегал од масата на моите родители и скришно сум стигнал до сцената за да свирам и за да пеам. Меѓутоа спуштено микрофонот, имам направено шоу големо на 3 години на сцена.
Значи ти си бил главното изненадување на вечерта. Може така да се каже, да. Вака, Борис, твојата музика малку издвојува од оние што ги слушаме секојдневно, од оние песни. Секоја си има своја тајност, своја мистерија, некоја поинаква нота. Од каде црпиш мотивација за ваквите песни? Мотивација и инспирација црпам од моето секојдневие. Исто така од музиката која што ја слушам и која што музиката која што слушам во текот на годините. Како да кажам, случките секојдневни не само што ми се случуваат мене, него и на луѓето наоколу кои што ги согледувам и едноставно се соживам со нив и ме инспирираат да правам музика која што сакам да биде едноставно да биде поразлична и токму заради тоа можеби на слушателите им звучи по мистериозна, така ако можем да кажам. Меѓутоа, јас верувам дека иако можеби не звучи за можеби не секој уво е научено да слуша оваа музика, дека оние луѓе кои што се вистински влюбеници во музиката и вистински слушатели, да речам, и луѓе кои што имаат истеничен вкус и уво може да ја разберат. А твоите планови во иднина би продолжил со ваква музика, претпоставувам? Моите планови во иднина, како што кажав, можам да го најавам мојот нов албум во првата половина на 2022. Тоа е компилација, како што кажав, од 6 композиции, кои што се поврзани со своите приказни една во друга и стилски се лични со Flying to Berlin и тоа е нешто на кое што работиме за сега. Јас слушнав дека уживаш исто и да готвиш. Покрај тоа што уживаш да пееш. Што е она што најмногу сакаш да го готвиш? Иако мислам дека сигурно и си пееш додека си во кујна. Да готвам планови. Се шалам. Па да. Обожавам да готвам. Готвам се, буквално се. Не правам благо, само. А останати работи се готвам. Ајде, можам да кажам дека ми е умилено азбуска кујна. Така. Тоа ми е. Благото предпоставувам дека го избегна заради линијата. Може да се каже. Супер. Многу ти благодарам, Борис, за ова што ни се придружи во нашето каче за мојаветење. Се надеваме дека ќе се видиме следно со физичко присуство, па дека ќе ни споделиш некои нови музички успеси. Да, ви благодарам на поканата. Фала многу, беше пријатно во ваше друштво. И така, со кафе од Собајле, следен пат се гледаме со физичко присуство.